Во истата презентација граѓанско образование си продолжуваме влијанието на социјалните медиуми врз граѓаните во 9-то оделение. И сега имаме, нели, ќе ги прескокнеме резултатите од учење, ќе стигнеме до поимите. Еден слайд назад. Некогаш ми дава, некогаш не. Ево. Ајде, ќе успееме? Може да питат забавни. Тука сме, добра. Значи, поимите со кои што се среќаваме во 9-то оделение се сајбер насилство, цензура и автоцензура. Дали може да ми помогнете да ги објасниме цензура и автоцензура? Цензура е кога некому забранува нешто, некаква содржина да проследи дали е фотографија или текст, а автоцензура предпоставувам сам на себе. Кога сами од себе си не си дозволуваш да кажеш нешто. Затоа што ќе имаш последици од тоа што ќе го кажеш. Добро. Она што би го правеле на реален час, би дискутирале со учениците. Ги слушнавме добрите и лошите страни на социјалните медиуми, значи ова можеме и електронски да го правиме и го правиме. Дали некои се поврзани со насилно однесување, јас ги прашав и учениците, нема вас да ве мачам, пак ќе ги вклучиме учениците. Одлично. Да наведат форми на насилство преку социјалните медиуми и дали познаваат некој кој бил жртва на насилство преку социјалните медиуми. Ова се прашањата на кои што ние зборувавме со учениците. Можеме да го вклучиме второто видео, сега станува збор за ученици од 9-то оделение. Видео 2. Видео 2. Да. Сме. Јас сум Дамјан Станковски, ученик во 9-то оделение во Основно училиште Кирил Методист Тековци Скопје. Ние сме генерација која живее во еден дигитален свет. Технологијата како двигател на овој свет има свои позитивни и негативни страни. Таа е извор на многу информации и многу знаење, но една од негативните страни е сајбербулингот. Бидејќи не е да сме една од најранливите категории и се уште не сме изградени како личности, често пати стануваме жртви на сајбербулинг. Што е всушност сајбербулинг? Сајбербулингот е намерна, постојана и злонамерна употреба на зборови или слики во онлайн комуникацијата, а со намера некој да се повреди. Тој вклучува објавување или споделување на негативни, штетни, лажни или столни содржини за некое лице. Вознемирувањето или злоупотребата преку социјалните мрежи, како што се Facebook, Instagram, Twitter, е широко распространета и проблематична, затоа што содржината што се користи за малтретирање на жртвата може да се шири и споделува многу лесно, може да ја видат поголем број луѓе, тешко се контролира и често пати останува достапна долго по првичниот инцидент. Здраво! Јас сум Викторија Пешевски, учам во Основното општинско училиште Кирил и Методи во Стајковци. Социјалното дружење и можностите што ги нуди интернетот се обележени на 21 век. Но дали некога сте размислил кои и какви се може да бидат твоите виртуелни пријатели? Сајбернасилството е реален проблем на денешницата, а жртва може да биде секој, вклучително и ти. Ние тинеџерите сме најранливата категорија во овој период. Секогаш твоите лозинки на социјалните мрежи чувај ги во тајност. Никогаш нема да ги кажуваш никому, па дури ни на твојот најблизок пријател. Замисли да се скарати и да се најави на твојот Инстаграм профил и да објавува слики кои ти не сакаш да бидат објавувани и да пишува пораки на твоите пријатели во твое име. Не би се чувствувал убаво, би чувствувал бес, тага, лутина, па можеби и страв. Јас еднашка бев сведок на една случка каде на мој пријател му беше направен лажен профил со негови лични податоци и негова слика. Не знаевме кој стои за тој профил, но објавуваше погрдни слики и статуси. Тој беше многу вознемирен и не знаевме како да го спречиме тоа сајбер насилство. Никогаш не споделувај ги твоите лични податоци на интернет. Сајбер насилството има сериозни последици. Жртвите чувствуваат несреќа, намалена самодоверба, стрес, тага. Ако нешто не би му кажал некому в лице, не му го кажува и ни онлайн. И сајберот боли. Многу ми е драго колку свесни ученици имате. Многу. Јас им благодарам и на Дамјан и на Викторија што се вклучија во овој наш час. И сега, рековме, социјалните мрежи можат да бидат забавни, ние да ги користиме за забава, но истовремено може да бидат и многу опасни. Неодговорното користење на социјалните медиуми може да предизвика сајбер насилство. На што треба децата да обрнат внимание, но и родителите на нашите ученици.
треба да внимаваат на безбедноста на интернет и ако мислат дека правата им се загрозени, треба да се обратат прво кај своите родители, старатели, кај наставниците или институциите, но исто така и во Дирекцијата за заштита на лични податоци, а можат и кај Народниот правобранител. Ние имаме закон за заштита на лични податоци и јас за да овие ученици сега бидат заедно со нас на овој час, требаше да побарам дозвола од нивните родители, односно старатели, кои што ќе дозволат нивните ученици да бидат објавени јавно на медиумите. Така е. Што порачуваат средношколците? Значи, мајки предвид дека нашата програма односно програмата по граѓанско образование е развојна и ги вклучува учениците од 8-9 и прва година средно, јас се потрудив да обезбедам изјави и пораки од средношколците кои што ќе ги видиме во видео 3. Опа, се извинувам. Вака како да... Овде. Видео 3. Видео 3 тука ни е горе. Видео 3. Сајбер насилството е модерна форма на насилство. Какво да е насилството, остава трага длабоко врежена во психата на Многу личност. луѓе биле и ќе бидат изложени на сајбер насилство, но тие тоа нема да го искажат јавно заради тоа што им е страв или пак срам. Но, доколку сте подложени на било какво насилство, тоа не значи дека вие сте слаби, тоа не е слабост. Премолчувањето е исто што и дозволување. Немањето став исто така е исто што и дозволување. Исто како што и да не се реагира и да не се преземе ништо, се изедначува со дозвола. Чувството на немоќ е ужасно, меѓутоа многу полошо е да се анализира ситуацијата и да биде тоа проследено со прашањето што би кога би. А секогаш има излез. Не се саботирајте и обвинувајте самите себе си, барајќи оправданија и слично, за да не превземете нешто. Нема оправдување за насилството. Сајбер насилство може да е објавување недолична слика, хакирање профил, исмевање преку пораки во група, испраќање вознемирувачки мејлови, ширење лажни вести за вас и слично. Ма секогаш има излез. Побарете помош, него што ќе ве поддржи. Излезете од групата, пријавете, спротивставете се. Не сте сами. Одлично. Се враќаме на презентацијата. Многу им благодарам на дечките. Не знам дали сме тука да се вратиме. Мислам дека сме точни, ама за секој случај. Добро. Им благодарам на ова се ученици од гимназијата Корчагин, кои што самоволно, доброволно сакаат да порачаат нешто и да учествуваат во овој час. И многу им благодарам за пораките кои што ги упатија. Значи, децата покажаат дека се многу свесни и одговорни за тоа што се случува на медиумите. Уште еднаш, за крај, да потенцираме, не знам колку имаме време, таман сме, добро. Социјална неодговорност. Поради големиот број медиумски содржини во денешно време, примателот на информацијата, односно ние самите, треба да имаме на ум дека не секоја информација пласирана во медиумите е вистините и точна. Затоа не треба да веруваме на се во целост, туку треба информациите да ги проверуваме. А она што го научивме претходно е проверување на информациите. Медиумска одговорност, што значи? Кога ние самите споделуваме информација која не е вистините, учествуваме во дезинформирање. Така. Значи, јавноста треба да добива вистински информации. Па поради тоа имаме одговорност да ги проверуваме информациите за да се заштитиме себе си и другите од манипулации, дезинформации и пропаганда, што е многу важно во денешно време. И сега задача за продолжениот викенд. Ке ве проверам следната недела дали сте ја завршиле задачата. Во ред. Освен што треба да бидете дома и да ги почитувате правилата, јас верувам дека учениците ги почитуваат правилата и многу сум среќна што имаме такви умни деца. Задачата е да се одбере една информација која ќе ја побараат на повеќе различни медиуми. Анализирајте и споредете го начинот на известување, имајќи ги предвид карактеристиките на медиумите
и техниките што тие ги користат за да ја дезинформираат јавноста. Значи треба да барат слобода, независност и одговорност. Ви благодарам многу, наставничке, и ова навистина беа одлични теми, дури и за нас. И јас Важни, да. Важни. Значи, ви благодарам за денес. Ние завршуваме со ова училница, ТВ училница, но се гледаме од вторник. Утре немаме во понеделник, така што може да уживате во вашиот викенд. Се гледаме, чао!